да го гледат светот со детски очи, да се радуваат на малите работи и да ги гушкат децата секој ден. Првата детска амбасада во Македонија се вика Мегеше. Детски права се права кои што ги уживаат децата. Има повеќе, но јас ќе кажем неколку од тие. Децата имаат право на приватност, децата имаат право на игра и на смеа, децата имаат право на слободен живот, децата имаат право на училиште. Од 1990 година како универзален ден на детето се одбележува денот кога Генералното собрание на Обединетите нации ги усвои Конвенцијата и Декларацијата за детските права, каде се нагласува дека сите деца ги уживаат правата од овој документ, без разлика на тоа каде живеат, со што се занимаваат нивните родители, која е нивната религија и јазикот, и дека сите подеднакво имаат право на образование, чист воздух и вода, како и право на едукација. Мегеше како прва детска амбасада во земјава се залага за правилно и навремено извршување на обврските за детските права од страна на институциите. Нашата 32 годишна напорна и само прегорна работа е да ги ставиме институциите во функција да се ги извршуваат преземаните обврски како резултат на подпишаната и ратификувана Конвенција за правата на детето, која стапи на сила 93 година и се очекува државата да биде не само да ги почита правата и мислењето на децата, туку и да ги спроведува во пракса. Во спротивно, ние преземаме активности и мерки не само да го известиме Комитетот за правата на детето каква е состојбата, а таа ја знаеме затоа што директно работиме со деца, го имаме Ало Бушевка СОС телефона за деца и млади, сме во контакт со училиштата, со професорите и гласно говориме околу состојбата. Председателот на првата детска амбасада во земјава вели дека проблемите со кои се соочуваат децата од Македонија кога стануваат збор за кршењето на нивните права е сиромаштијата, односно немањето основни услови за живот, како и експлоатација на трудот, а последните неколку години зголемен е и бројот на деца кои се жртви на врсничко и сексуално насилство. Застрашувачки е и фактот што многу дечиња се водати како фантоми, односно не поседуваат документ за лична идентификација. Сиромаштијата е голем проблем, значи право на достоен живот, многу деца не само што немаат елементарни услови за живот, туку се злоупотреба нивниот труд, испржени рачење на крстосница, продажба на дребули, сезонска работа, дури има деца кои се и бит извод од матична книга на родените. Едноставно невозможно е да во поголемите градови вие не видите дете без да биде нивниот труд злоупотребен. Последните 5 години говорат дека на прво место е сиромаштија, потоа преку разводни постапки каде што децата им се попреча правото на видување со двата родители, дори се врши родителско отегување на детето, потоа сексуална злоупотреба и најлоши форми на злоупотреба детскиот труд и врсничко насилство. Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето и како дел од глобалната иницијатива Осветли го во сино. Вчера вечер и денеска поголемите згради и обележја во главниот град, како што се владата собранието, меѓународниот аеродром, како и Министерството за образование и уште неколкумина други. Светнаа во сина боја во знак на заложбата со цел унапредување на правата на децата.